Двете албански знамиња кои Талат Џафери си ги постави во кабинетот на претседателот на собранието продолжуваат да ја брануваат јавноста. Реакции има и кај неголемите политички партии на социјалните мрежи. За Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН чинот на поставување на знамињата на Албанија не е само незаконски, туку е потек кој може да ја комплицира и така чувствителната ситуација. Ваквиот потек само покажува дека СДСМ веќе прифатила и веќе започнало реализирањето на платформата од Тирана, која што е уцена за поразениот на изборите СДСМ и ЗАЕВ да можат да бидат мнозинство во собранието. Реакција пристигне од лидерот на СДСМ Зоран Заев на новинарско прашање што мисли за поставувањето на албанските знамиња во кабинетот на Талат Џафери. Заев порача да се почитуваат законите и уставот и дека секој треба да има правна и политичка одговорност, без разлика дали се работи за нивниот коалиционен партнер. Мораме да испратиме порака дека уставот и законот не може повеќе да се газат во Македонија и тоа да се покажува како патриотски чин, вели Заев. Бројни реакции има на социјалните мрежи. Доминираат коментарите со осуда на овој чин, меѓутоа има и такви кои констатираат дека ова не е ништо ново, туку само продолжување на праксата веќе започната во кабинетите на министрите од редовите на ДУИ. Да не беше значајна оваа функција, немаше да владее еуфорија во регионов дека сите представнички тела каде што живеат албанци се предводени од албанец. Дали денес ви стана јасна пораката на Талат со знамињата? Тоа е исто како да испеал химна на Албанија среде домот на македонските граѓани, од кој извира власта, само што оваа химна е без зборови и е тивка, ама со јасна порака. Јас како граѓанка никаде и никогаш не сум имала шанса и можност да издебатирам и да одлучам. Во собранието на Република Македонија, од претениците, па згора ни помалку ни повеќе, од председателот на собранието, кој како прв меѓу еднаквите не представува сите, да се употребува било кое знаме, па и тоа да е на некоја од етничките заедници, а не знаме на друга држава, освен официјалното државно знаме како знаме за сите нас. Уште вчера по поставување на знамињата во кабинетот на претседателот на собранието почнаа лавината реакции. Засега никој не информира дали ќе се побари некаква одговорност и дали ќе бидат тие тргнати.